Така е, Студио Електрани на Македонија започна постапка за јавна набавка на нова опрема за рударска механизација за РЕК Битола. За оваа инвестиција гостин во вестите на телевизија Нова е првиот човек на Електрани на Македонија, Дејан Бошковски. Добар ден, директоре. Кажете ни за каква вид опрема станува збор во оваа јавна набавка и што тоа ќе значи за работењето на РЕК Битола? Добар ден. Токму деновиве ги започнавме постапките од јавни набавки за набавка на нова рударска опрема за рударско-енергетскиот комбинат Битола. Овој тип на опрема го опфаќа целокупното работење во рудниците околу термоелектраната РЕК Битола. Со овие јавни набавки ќе биде опфатена најразновидна опрема за отварање на новиот рудник под ниска јагленова серија, а секако и опрема која е потребна за работа на РЕК Битола за постојните рудници Суводол и Брод Неотино. Со оваа набавка ќе бидат фатени набавка на самооден бандваген, потоа нов транспортен систем, примерна дробилка, мобилна телескопска разделна станица, потоа ќе бидат офатени 15 хидравлични багери, 12 булдожери, 28 камиони дампери со носивост на 40 тони, потоа најразновидни дигалки кои што се потребни при секојдневното работење, потоа ќе бидат набавени гледери, цистерни за вода, за добавка на гориво и све она што е потребно за самостојно функционирање при работата на РЕК Битола, односно при производството на јаглен и ископот на јаловина. Можете ли ни кажете за колкава инвестиција станува збор, односно каква е финансиската конструкција и што ќе значи не само за РЕК Битола, туку општо и за инвестициите на ЕЛЕМ? Ова финансиската инвестиција за овој проект е 64,5 милиони евра, така покажа техноекономските анализи кои што се изработувани во претходните периоди, односно години. Овој проект ќе биде поддржан од Deutsche Bank, која што по подолги преговори, односно барање на финансиер, се одлучивме токму за Deutsche Bank да го поддржи овој проект. Со овој проект АДЛМ ќе има сигурно, стабилно и континуирано работење во рудниците, без користење на надворешни компании при секојдневното производство на јаглен. Со тоа ќе се зголеми како сигурноста при снабдувањето со јаглен, така и ефикасноста и директно ќе влие на позитивните финансиски ефекти во работењето на АДЛ. Освен оваа инвестиција последна во РЕК Битола, кои се другите проекти кои што работи ЕЛЕМ? За ЕЛЕМ веќе кога станува збор околу термоелектраната Битола би се надоврзал за дополнителните геолошки истражувања кои што ги работиме во Брод Неотино за продолжување на тоа откопно поле, потоа работиме за изработка на главниот рударски проект за отварање на рудникот Живојно. Тука станува збор за подземна и површинска експлоатација. Потоа работиме на проект за оптимално доставка на јагленот од рудното наоѓалиште Мариово. Секако, во рамките на кругот на РЕК Битола работиме на продолжување на втората фаза на модернизацијата на котлите во РЕК Битола, со што ќе се продолжи животниот век, ќе се зголеми ефикасноста и ќе се намали емисијата на NOx гасовите. Потоа се изработува студија, односно техничка документација за десулфуризацијата и за зафаќањето на PM частичките, односно прашината, која што е најголемиот проблем. Во РЕК Битола се работи на проектот топлификација, односно за градот Битола. Во овој проект сме во фаза на избор на консултант за овој проект. Се очекува кон крајот на месец август, односно почетокот на септември да биде распишан и самиот тендер за изведувач на овој проект. Да продолжиме кон рудниците во Источна Македонија работиме детални геолошки истражувања Звегор, Стамер и Панчарево, каде што по направените техноекономски анализи од овие истражувања ќе се покаже, доколку тие покажат, ќе се продолжи понатаму при изработка на студија за можност за отварање на нова термоелектрана со помал капацитет, која што ќе биде нешто ново во источниот дел на Република Македонија. Кога сме веќе ушти кај термоенергијата во Скопје, во подружницата енергетика, ќе пристапиме кон набавка на 2 котли со снага некоја поголема од 20 мегавати, што ќе значи
поефикасно и посигурно снабдување на граѓаните кои што се снабдуваат со топлинска енергија од оваа подружница во наредниот период. Во западниот дел на Република Македонија работиме на оптимално и максимално искористување на водениот потенцијал. Тоа се однесува на реката Црндрим, односно на каскадата Глабочица и Шпиле, и секако работиме на искористување на водениот потенцијал на реката Вардар. Да не ги заборавиме ветерниците. По завршување на првата фаза, по согледувањето на позитивните ефекти од овој проект, се одлучивме да продолжиме кон реализацијата на втората фаза и веќе се започнати техничките подготовки и разговори со банката за продолжување на овој проект. Благодарам многу за разговорот. Ние се враќаме во студио.